Спортскиот настан, кој беше едно од обележјата на град Кавадарци, велосипедската трка Ваташкиот меморијал, повторно се врати на спортската мапа на Македонија. По неколку годишна пауза, пред се од финансиски причини, но и заради стагнацијата на велосипедизмот како спорт на национално ниво, Ваташкиот меморијал повторно се одржа. Овој пат во организација на општина Кавадарци и на Велосипедската федерација на Македонија. Во неделата се одржа Ваташкиот меморијал, а истиот годинава беше вклучен како дел од државното друмско првенство. Меморијалот се возеше на делница Кавадарци-Возарци-Росоман Кавадарци во вкупна должина од 33 километри. Учество зедоа 70 надпреварувачи од цела држава и тоа во следниве категории. Жени и кадети кои возеа 2 круга, мастерс и јуниори кои возеа 99 километри, односно 3 круга, и сениори кои возеа 4 круга. Официјалниот старт на меморијалот беше на улица Индустријска под винарска визба Тиквеш вчера во 11 часот. Финишот на трката и доделувањето на признанијата се случи на истото место од каде и се стартуваше. Кај девојките победи Анета Антовска пред клубската колешка Анита Величковска од велосипедскиот клуб Оксижен. Трета на целта пристигна Катерина Николовска од велосипедскиот клуб Енерджи. Во категоријата Мастер триумфираше Зоран Ристовски од Вело М, инаку поранешен член на југословенската репрезентација и 6ти велосипедист во Европа на друмски патеки во тоа време. Втор беше Сашко Јосифовски од Енерджи, а трет Ален Денковски од Вело М. Кај кадетите победи Виктор Ванчевски од МВК Велес пред Андреј Стојановски од Мадал Бал и Данијел Мојсовски од Спидбајк. Кај јуниорите најбрз беше Кристијан Ванчевски од МВК Велес пред Лео Кралевски од Оксижен и Милош Милевски од Вело М. И на најдолгата патека од 132 километри најиздржлив беше Стефан Петровски од Вело М пред клубскиот колега Никола Ѓукиќ, а третото место му припадна на Михаил Тасевски од Оксижен. Трката годинава помина без повреди и само со неколку откажувања од техничка природа. Ревијално учество на трката има и двајца кавадарчани кои не се членови на ниеден велосипедски клуб, но беа подобри од повеќемина активни велосипедисти, што само придонесе да се отвори темата околу реактивирање на велосипедскиот клуб Тиквеш. Од страна на Велосипедската федерација бевме информирани дека терминот бил несакајки пролонгиран, бидејќи на 16 јуни нашата велосипедска репрезентација учествувала на трка во Бугарија, но затоа добивме ветување дека веќе следната година трката ќе се врати во стандардниот термин, околу 16 јуни, и дека се прават напори истата да добие меѓународен епитет, но и на истата активно да учествуваат и кавадаречки велосипедисти. За крај да споменеме дека дел од репрезентацијата остана во Кавадарци да се подготвува за предстојните предизвици.